почитуван амбасадор на Република Северна Македонија во Италијанската република господине Весел Мемети, почитувани медиуми, дами и господа. Дозволете да изразам почит и благодарност до мојот домаќин председател на Домот на пратеници на Италијанската република, почитуваниот Роберто Фико, за топлиот пречек, конструктивната средба и искрен диалог. Се среќаваме повторно по неговата неодамнешна посета во Република Северна Македонија, што е јасен индикатор дека сме посветени на продлабочување на соработката и споделување на искуствата, што е особено важно и за нашето собрание, имајќи го предвид искуството на силниот италијански парламент. Особено ме радува тоа што поводот за ова работна посета е овој значаен чин на кој што бевте сведоци сите, односно потпишувањето на протоколот за парламентарна соработка меѓу Собранието на Република Северна Македонија и Домот на пратеници на Италијанската република, со што отвараме ново поглавје во нашите билатерални односи и ја поставуваме основата кон понатамошно заеднички успеси и просперитет. Јас сум поборник на парламентарната дипломатија и за мене овој протокол значи зајакната и продлабочена соработка меѓу двата парламента. Го уверив почитуваниот Роберто Фико дека имплементација на протоколот и координацијата на активностите според протоколот ќе имаат мојата целосна поддршка како председател на Собранието на Република Северна Македонија. Заеднички констатиравме дека меѓу нашите држави имаме традиционално добри и пријателски билатерални односи кои следната година одбележуваат 30 години од воспоставувањето и за овој минат период можеме да се пофалиме за одличната политичка соработка и динамична економска соработка, со што се потврдува дека Италија е наш посведочен пријател и почитувана држава од поширокото соседство. На средбата исто така истакнав дека сме на истекот на француското председавање со Советот на Европска Унија и дека очекуваме да се испрати конкретен и јасен сигнал до сите земји членки, а особено до Република Бугарија, дека започнувањето на преговори со Република Северна Македонија и Република Албанија е повеќе од императив. Во тој контекст, безрезервната и вокалната поддршка на нашите пријатели и традиционални партнерски држави, како што е несомнено Италија, за нас представува недвосмислена потврда на сите наши напори да ја оствариме стратешката цел и желба на нашите граѓани да бидеме дел од европското семејство на народи. Исто така повторив дека за нас, меѓутоа и за регионот на Западен Балкан, особено во овие фрагилни и деликатни воени состојби, во срцето на Европа, влогот во безбедна и сигурна иднина за европските граѓани представува прашање на кое Европската Унија треба да пристапи со најголема итност и да процени дека секој натамошно одолговлекување на процесот на проширување ќе значи натамошно влошување на ситуацијата, која ќе се рефлектира како на економски, енергетски, безбедносен, така и на политички план во регионот и пошироко. Знаете дека тука мислам на војната во Украина, каде што неодамна бев и во посета за да дадам лична институционална поддршка на украинскиот народ и украинските институции, и каде лично се увери во разорните последици на економски, енергетски и финансиски план, меѓутоа пред се во загубените човечки животи и уништени иднини. На институциите во регионот му предстојат тешки предизвици за олеснување на товарот на граѓаните и наоѓањето на одржливи решенија за иднината и затоа јасно е дека треба да сме сплотени и да има тесна соработка меѓу сите држави кои се на страната на мирољубивото решение на конфликтите. Добро е што сме заедно со Италијанската република во тие напори, како рамноправни сојузници во НАТО, а секако остануваме отворени за развивање и унапредување на други сегменти на меѓудржавната соработка, волјата за тоа секако не недостасува. Дозволете повторно да се заблагодарам на мојот домаќин за гостопримството и ви благодарам на вниманието.